Колку требаше? 5. Извини. Ништо. Денеска што сакаш да подготвиме за јадење? Ми текна и на идеја, ама не знам дали е добра. Например? Например, никаде не си направила брускети. Може да ни направиш брускети? Одамна немаме направено, може да направиме, може да ги дополниме и со печурки. Може. Обожаваме печурки, сите по дома. Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во уште една емисија Маја готви. Денеска сме повторно со Марио и по идеја на Марио ќе ви готвиме брускети. Брускетите ќе ги направиме на наједноставен рецепт. Некогаш едноставните рецепти се она што ни е потребно. Готвењето дома треба да е релаксација и некогаш само едноставно и треба да биде тоа полн тањер. Се гледаме брзо во кујната. Ние ќе довршиме играта прва. Бидејќи денеска сме повторно со мојот син Марио, ќе оставам он да ја најави мојата емисија. Добре дојдовте. Добре дојдовте. Ова е Маја готви и денеска ќе подготвиме брускети со печурки. Да. За да ги подготвиме брускетите со печурки кои се наједноставното јадење кој некогаш сте го виделе, потребно ни е домати, светото тројство, босилек, јас денеска ќе употребам убав, прекрасен црн босилек, лук, домати и малку леб. Марија ќе ми помогне да ги исечкаме работите. Прво ќе го испечеме лебот. Лебот ни е потребно да го исечеме на парченца, да го испечеме и потоа ќе го смесата која ќе ја направиме од доматите и ја наполниме во кршките и ќе направиме совршени брускети. Додека јас тоа го правам, Марија, дали знаеш од која земја потекнуваат брускетите? Јас мислам дека Италија. Тачно. Од Италија. Дали ти си бил во Италија? Не, Дали може би сакаш да идеш? може да идеме. Може да идеме во Италија. Кој град сакаш да го посетиш во Италија? Милано. Зошто сакаш да го посетиш Милано? Ова јас и дури јас не сум го знаела. Бидејќи таму имам прекрасни стадиони, има многу места кои многу сакам да го посетам. Стадиони? Да. Зошто сакаш стадиони? Што јас сум голем љубител на фудбал. Навистина, кој ти е омилен играч? 4 доволно се? Или да направам повеќе? Па 4 доволно. Ајде. Две брускети, бел обичен леб, купен во продавница. Воопшто не мора да се малтретирате да ги правите брускетите од нула. Некои јадења треба едноставно да си ги поднаставиме работите. Мојата тава се грее. Додека си ги правиме лепчињата, ќе ми кажеш кои други земји сакаш да ги посетиш? Чисто да знам да си направиме план. Аргентина и Германија. Зошто сакаш да одиш во преведачен Аргентина? Ама ајде, кажи си. Јас сакам да идам во Аргентина, бидејќи таму живее мојот тет, живее мојот тет Алехандро, или на Галено ние го викаме Але, и сакам да запознам неговата култура и да видам што различно има од Македонија. Навистина, која рецепт најмногу ти го правеше со Але, како се викаше тоа? Лече дулче, така? Да. Секогаш кога оди Але во Аргентина му носи лече дулче, што е нешто во суштина едно аргентинско јадење кое е слично на нашите зимници, меѓутоа е благо, така? Да, од карамели. Од карамелија. Ние ќе ги подготвиме сега брускетите, тие треба да се испечат, потоа ќе ги премачкаме со едно скршено лукче, ќе го направиме сосот и ќе ги наполниме. Нашите лепчиња за брускети се готови. Трпаме на страна. И Марио, знаеш ли сега што следи? Сега следи сосот со кој ќе ги наполниме брускетите. Може јас да го сечам? Може. А може ја лукот? Сакам да ти покажам една да ти покажам една финта која ти ќе ја правиш. Ќе го пресечеме половина лукче. Мириса добро? Да. И ќе ги премачкаме брускетите. Крајчињата за кога ќе ги загризнем, да го имаме тој убав вкус на лук. Повели? Тоа е твоја задача за денеска. Тоа треба да го правам? Да, можеш тука да си ги префрлиш и јас да можам да сечам на таа даска, може? Може. Пази да не ги искршиш.
Да си ја истресам даската. Нашето секојдневие е многу динамично и многу растрчано. Додека ние сме на работа, Марио и Лео се во школа, а потоа мораме да одиме по различни активности. Колку активности, мама, ние мора да одиме секој ден? 5. 5 активности за тебе сама, така? Да. Како постигнуваме? Малце тешко, но постигнуваме. Некогаш се храниме во кола, најчесто се облекуваме од кола за да стигнеме од кошарка на фудбал, од школа во кошарка, додека стигнам јас од работа. Готови се? Дали ги примачка сите? Да. Сега ќе ме почекаш јас да го направам сосот. Во сосот ќе употребиме домат, свеж, и друго? И босови. И друго? И шампиньони. Не, шампиньоните подоцна ќе ги наполниме со пармезан. И лук. И лук ќе ставиме. Тоа малку ќе го потпржиме во тава и потоа само ќе го ставиме како топинг врз испечените лепчиња. Додека го направиме тоа, и ги подготвиме печурките во рерна. Колку спорта тренираш ти, Марио? 3. Кои се тие 3 спорта што ги тренираш? Одбојка, фудбал и кошарка. На одбојка уште не си почнал. Да. Годинава треба да почнеме и со одбојка, така? Да. Зошто сакаш да тренираш толку спортови? Пошто едноставно досадно ми е кога седам дома во 4 џида и само гледам на телефони. Ги ставаме доматите, ги сечкаме се еден. Уау, колку многу лука. Дева. А зашто беше толку многу домати? Затоа што треба да ги наполниме, сите да направиме едно купче со домати врз лепчињата и да имаме со што да ги јадеме. Ова е вегетаријанско јадење. Не е твојка милен. Не знам. Кој ти е твој милено јадење покрај шпагетите? Најмногу сакаш? Што сакаш најмногу да јадеш? Морски плодови. Морски плодови. Како да сме родени на море, така? Да. Маш не се достапни, ама јас секогаш барам ресторани свежи морски плодови. Наистина? Да. Што ти се топаѓа кај морските плодови? Ракци. Зак, снило каков сос? Во сосот. Супер. Треба да ги подготвиме некој ден во емисија. Да. И може да направиме во домата со ракци. Може. Ќе ставиме путер внатре? Да. Внимателно. Може да мешам? Да, може да мешаш внимателно, само да не Опасно си е изгориш. Опасно е малку, ама ако внимаваш, држи ја со раката тавата за да не си изгориш. Го впива сок од доматите. И јас во следната емисија може да направиме палачинки на американски. Може. И со каков топинг од озгора? Со намасот има еден амерички намаз, сега не знам го да го кажем, ама знам дека со дрво се прави. Јаворов сируп, така? Да. Од дрво се прави. Мешај убаво. Да Па со дрво. Од дрво се цели намаз. Нема да ги препржиме, сакаме да ни крцкаат томатите, односно само да имаме малку испуштен сос и на крај ќе го додадеме босилекот. 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 Може малку да јадам. Кој е омиленото јадење на Леа? Не, Хамбургер. да, хамбургер. Нема да рекламирам од каде. А моите домашни дали се убави? Така. Ќе готвиш за телевизија, ќе ти дадат простор да имаш емисија, а твоите дете на крајот ќе кажат така. Нека да е. На крај го додаваме босилекот, само кратко ќе промешаме и ќе ги наполниме брускетите. Може. Види какви бои. Намерно избрав денеска да ставиме. Крипи малце. Крипи? Да. Зошто е крипи? Така. Затоа што се црни? Да. Па намерно ги избрав такви. Зашто црни? Јас сум навикнат на зелен. Не знам дали Затоа што многу поубаво изгледа вака. Не.
Не? Баш интересно. Малце ги пробнав лепчињата и да ви кажам многу се убави. Нашите лепчиња се готови и сега дозгора ќе ги наполниме со томати. Зеленицата убава. Не се мирисно. Зошто ти се затна носат? Не. Како? Почне неке да го мириснам. После не биде леле Марију, што си направил, као си се разболел. Додуше веќе сум разболена, ама ако ги прво мислам дека и до толку ќе бидам разболена. Затоа вечерва ќе ти направам една љута супа. Не. Не мирисатува за мен. Овие се нашите брускети, сега ќе ги подготвиме и печурките и на крај ќе ги послужиме и ќе продолжиме с играта со Марио. Нашите брускети се готови и сега ќе почнеме да ги правиме печурките. Печурките ќе ги печеме во ревна. Ревната ќе ја уклучиме на 220 степени, додека да не се стопли, додека ги направиме печурките. Марио сега ќе ги треба да ги извадиш сите дршки од печурките и да ми ги оставиш само капици. А јас ќе ги земам садат за печење. Ќе го ставиме тука. Ги само ги потегнуваш вака, ги потегнуваш вака. Овака го тегнеш и ги ставаш како капчиња, може? И тука ставај ги дршките. Знаеш, многу лесно се вадат. Ајде. За тоа време јас ќе ви го подготвам она што ќе ги наполниме. За тоа ни треба еден блендер, ни треба една чашка за блендер, понатака ќе ги изблендираме, ќе ставиме една кришка леп, јас црн ќе употребам денеска, или може би малце повеќе, бидејќи имаме повеќе печурки. Јами. Малку само, помогни. Остави ми мене простор да работам. Тоа ќе го изблендираме се, за да добиеме лебни трошки. 5. Во лебните трошки ќе додадеме пармезан. Ова е иситнет, не мора, ако сакате, ако имате пармезан кој треба да го нарендате, можете слободно. Ќе ставиме пармезан. Ако ќе ставам и врз моите брускети. Премногу има. Тоа е готвењето. А јас кога готвам сите вас четворица? Може. Тоа не е премногу. Ќе ставиме едно чешње лук. Изрендаме малку кора од лиман. Скапс малку. Ќе ставиме сол и црн пипер. Пева вако. Ќе ги посолиме печурките и црн бибер. Дополни ги сите печурки. Јас ово уште една убаво ќе го промешам. Мојот топинг е готов. И моето е готово. И сега ќе ги наполниме печурките. Со вас миса? Да. Мислам дека треба полажички да се. Сега ќе земеме лажички. Дали ќе ми дозволиш јас да ги наполнам? Јас сум малце контрол фрик. Едно Посебно може? сега кога правиме на камера. Може само едно? Може. Едно може. Само гледај убаво да биде притиснато. Тоа за нашите печурки. Сега на крајот уште последна.
ставиме убаво маслиново масло. Печурките кога ги ставиме, Марио, во рерната, ќе пуштат малку вода. А маслото ќе ги подпече до згора. А ние треба да изцедиме водата? Не, таа ќе се испари во рерната, бидејќи рерната е многу жешка. На крајот ќе ги декорираме со свеж власец и се гледаме на послужувањето. Нашите печурки се, Марио, готови. Ќе ставиме малку само свеж власец, кој има исто така вкус на лук, за да додадеме зелена боја. А ти можеш да ја одјавиш емисијата додека ја сервира. Што ви кажал? И ова беше се за оваа епизода, Маја готви. Само толку. Да. Се гледаме веќе утре. Со нови рецепти и нови емисии и помошен готвач. Марио, дојдување. Неговото срце беше скршено. А најблискиот пријател знаеше дека е време да превземе нешто. Од повлечен и мирен романтичар, овој човек наскоро ќе стане најголемиот Казанова. Казанова кој нема да знае до каде е границата. Вечерва